Добар ден, драги пријатели, добро дојдовте во денешново издание, денешнава епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска ќе одговориме на едно прашање кое што секако ја мислев да го зборувам, пошто знам дека многу од вас можеби се прашувале или ако не се прашувале не го знаат одговорот, но ќе видите што практично е прашањето од текстов кој што ќе го погледнете сега за кратко. Јосиф, сакам да прашам кој тип на овошје и зеленчук се подобри, замрзнати или свежи? Што мислам по ова прашање, нема што многу намислам, веднаш знам да ви кажам, а тоа е дека употребата на замрзнат овош и зеленчук е сосема во ред и искрено во многу случаеви е многу подобра. И ќе ви ја дадам следнава логика и зошто е тоа така и зошто се факти, не е нешто што ја мислам. Прва работа денеска знаеме дека, прво да се запрашате вие самите себе, а ја го знам одговорот у позадина, дека ако се запрашаме од каде ние го набавуваме овошјето и зеленчукот, одговорот најчесто ќе биде од маркет, од пазар или од пилјара. Многу е мал процентот на луѓе кои што имаат домашно производство и можеби овошјата и зеленчуците кои што ги користат се практично набрани од дворот. Сега што се случува тука? Вие кога ќе купите можеби одредено парче на овош или зеленчук од пазар, од пилјара или од маркет, веднаш мислам ние тоа на секој јасно и нема потреба да даваме посебна логика дека нутритивната вредност е изгубена. Зошто? Затоа што прва работа начинот на кој што денеска се произведуваат овошјата и зеленчукот можеби некогаш и не е баш најприроден, односно тоа значи дека имаме isфорсиран раст на овошје и зеленчуци кои што може да ги најдеме и кога не им е сезона. Порано можеби не можело да се јаде шопска салата во кафана зимно време, денеска може. И може да замислите дека нутритивната вредност кој што ги носат тие патлиџани, краставица и така натаму не е иста со нутритивната вредност на патлиџани, краставица кои што ги имаме во сезона. И прва работа е тоа. Втора работа и кога можеби е сезона на одреден тип на овош или зеленчук, многу често ако се работи за увезени продукти, се случува да тие увезени продукти се берат несозреани и по пат да созреваат, со тоа автоматски не им дозволуваме до крај да ја добијат нутритивната вредност која што по дефолт би требало да имаат во нив, и тоа значи дека на трапезата ќе ги конзумираме тие овошје и зеленчуци со многу помала нутритивна вредност. Од друга страна, самото седење во маркети, пилјари и пазари и самите атмосферски околности кои што не се баш контролирани придонесуваат да парчето овошје или зеленчук губи од својата нутритивна вредност. Од друга страна, повторно поради стравот дека можеби е прскано, има хемија и така натаму, многу од луѓето ги варат овошјата и зеленчуците, многу од луѓето можеби ги лупат одредени овошки и зеленчуци, а тоа значи дека дополнително повторно isфрламе одредена нутритивна вредност меѓу што и растителни влакна. И затоа замрзнатите овошје и зеленчуци се можеби исто толку добри, али ја ви гарантирам дека им во многу случаеви подобри, од причина што кога ги купувате замрзнатите овошје и зеленчуци, тие се замрзнуваат многу брзо и непосредно после бербата, и тоа значи дека кога ќе замрзнете некое парче на овошје или зеленчук ќе зачувува неговата нутритивна вредност. И практично вие само она што треба да го направите е да внимавате на процесот на одмрзнување за да не вие си придонесете да ја изгуби нутритивната вредност тоа парче на растение, и затоа она што ја единствен совет би ви го дал, супер, и гледајте ако можете колку повеќе употребувајте замрзнати овошје и зеленчуци, но начинот на кој што ќе ги одмрзнувате нека биде во микробранова, ако сакате тоа брзо да биде, нека биде можеби на собна температура ако брзината не ви е важна, нека се одмрзне по природен процес, или доколку повторно брзината ви е важна, тоа нека биде на паре, а бидејќи на таков начин ќе обезбедите да 100% ја зачувате нутритивната вредност на овошјата и зеленчукот. Така да мислам дека ви одговорив на оваа тема кратко и јасно, и мислам дека ви разјаснив некои работи поврзано со дали замрзнато, дали свежо. Немој да ме разберете дека свежо не треба, свежо треба, али ако правиме споредба на кое е подобро, замрзнатото е подобро доколку свежото го немате во одма природна форма набрано од двор. Тука е само разликата. Така да ве оставам во здрави животни навики, тука завршуваме. Ви благодариме за прашањава кои што ги поставувате и се гледаме во наредната епизода. Чао, чао.